Лажни вести или фейк ньюс. Колку пати во последниве месеци или години сме ја слушнале оваа фраза, ама некако се уште како да не знаеме што всушност представува лажната вест и што е уште поважно како да се заштитиме од лажни вести. Се уште некако ни се случува да поверуваме на лажна вест или за вистинска вест да кажеме дека е лажна и некако се каша попара, не знаеме на кого да веруваме, на кого да не веруваме и врз база на кои информации да ги превземаме акциите што ги превземаме. Терминот лажна вест е прифатен во разговорниот јазик, меѓутоа вистинскиот назив е дезинформација, затоа што кога ќе слушнеме лажна вест, прво не асоцира на вест, значи на нешто што е ново, а не мора да значи дека е нешто ново. А второ, затоа што кога ќе слушнеме лажна вест, не асоцира дека целото тоа што сме го прочитале е лажно, додека во пракса се покажува дека овие лажни вести или дезинформации всушност содржат дел вистинит и дел кој што не е вистинит и во комбинација едното со другото креираат нешто, некоја сосема нова перцепција за информациите кои што се точни. Дезинформациите всушност представуваат манипулација со информациите со цел да се манипулира со јавното мислење и со јавноста за на крај некој да има некаква политичка или финансиска придобивка. Многу често дезинформациите се искористувани или злоупотребувани од страна на политичките елити, на тој начин што на било која критика или информација која што доаѓа од противникот велат дека е лага. Кога зборуваме за дезинформации, мораме да спомнеме дека постојат и мисинформации кои што всушност представуваат грешка во информирањето, ненамерна човечка грешка која што се случила и се издвојуваат со тоа што целта на оваа мисинформација не е да се наштети некому. Од друга страна имаме лажно информирање или дезинформација кои всушност содржат еден дел вистина, дел невистина и целта на овие дезинформации е да се нанесе некаква штета. А исто така имаме и злонамерно информирање, чија што содржина може да биде и вистинита, меѓутоа се пласира во јавноста за да се наштети некому. Овие информации може да бидат вистините, меѓутоа се тајни, класифицирани или приватни и објавени без да знае засегнатата страна. Сега, како да се заштитиме и како да препознаеме дезинформации? Прво нешто што треба да го направиме во било кој момент кога ќе добиеме некаква информација е секако да побараме и друг извор, релевантен извор каде што го пишува истото. Постојано сме обкружени со секакви информации и за жал дојден е таков момент да не можеме да веруваме на прва на било која информација која што ќе прочитаме. Многу е важно 2 пати, 3 пати да ги проверуваме информациите. Првиот начин на кој што можеме да провериме информација е да го провериме домејнот на порталот или страницата каде што ја читаме информацијата. Дали се работи за официјална веб страна која што има .org, .gov или слично, или се работи за некаков блог или некаква страница каде што може било кој да се приклучи и да споделува своји текстови. Например, пред неколку месеци се случи член од моето семејство да ми покаже извадок од Весник, каде што беше преведен текст од странска веб страница и преведен како вест, како Бил Гейтс ќе ги чипира сите луѓе во светот. Првото нешто што го направив јас е побарав од кој извор е преведен овој текст, пошто се испостави дека е преведен од платформата Medium, каде што всушност секој може да направи профил и да напише свое мислење, свој блог.
Проблемот е дека ако не ја провериме информацијата, ако не го провериме изворот или ако не знаеме дека оваа веб страница е страница каде што било кој може да се вклучи и да напише што сака, кога сака, како сака, ќе потпаднеме на оваа информација и лесно можеме да почнеме да веруваме во теории на заговор и слично. Исто така, пред неколку години имаше случка на создавање на лажна веб страна чиј што домен изгледаше како да е домен на една авиокомпанија која што функционира и кај нас и многу луѓе беа излажани да купат авионски карти од погрешна веб страна. Втор начин како можеме да провериме дали веб страната е валидна е да видиме дали горе има едно заклучено катанче и дали веб страната започнува со HTTPS или само HTTP, затоа што на овој начин можеме да провериме дали се работи за сигурна и безбедна веб страница. Третиот начин како можеме да провериме дали се работи за вистината информација е дали е потпишан авторот на информацијата. Многу често оние лажни информации се без потпишан автор, не знаеме кој го напишал тоа, никој не превзема одговорност за таа вест или е потпишан само под иницијали. Од друга страна, кога е наведен авторот на текстот, многу поверојатно е дека текстот е вистинит. Четвртиот начин за проверка на информациите е еден од најважните можеби. Тоа е проверка на фотографиите кои што одат во веста. Можеме да направиме reverse image search и да видиме дали таа фотографија се наоѓа некаде на друга страна, на друга вест. Често се случува да имаме дезинформации кои што во прилог имаат фотографија која што е доказ дека навистина се случило тоа што се случило. Меѓутоа, често се случува овие доказ фотографии да бидат целосно преземени од друго место или преземени и некако изманипулирани за да прикажуваат нешто што всушност не се случило. Например, вакво нешто се имаше случајно во текот на оние протести кои што беа пред неколку години, каде што се прикажуваа фотографии од истепани жени кои што се наводно истепани од протестирачите или од полицијата и во прилог беа постирани фотографии од филмови, музички спотови и слично, каде што се прикажуваат истепани жени кои што всушност не ни живеат во државава. И петиот начин за тоа како да провериме дали се работи за вистинска или погрешна вест е да провериме кога е објавена таа вест. Често се случува да се објават информации или вести за нешто што се случило во минатото пред многу години, да се објават повторно како да се случиле денеска и да им се даде некој нов спин зошто се случиле, како се случиле. Ваков пример се случи неодамна кога беше објавена вест дека лекарите, медицинските лица во Франција протестираат против лажната пандемија со COVID-19. Заедно со веста беше објавено видео кое што беше погрешно представено дека е снимено во октомври 2020. Ама за овој случај ќе зборуваме малку повеќе во едно од наредните видеа. Во соработка со Вистиномер, каде што секојдневно се објавуваат рецензии на вести и проверка на факти, во наредниот период ќе објавам серија видеа каде што ќе зборуваме за трендовите на дезинформација и манипулација со јавноста, конкретно за COVID-19 и оваа пандемија во која што се уште се наоѓаме. Се надевам дека ќе ми се придружите во наредните видеа и дека заедно ќе научиме нешто повеќе за тоа како да препознаваме и да се заштитиме од дезинформации.